Во зоната Бунарџик 2 денеска започна изградбата на новата фабрика на италијански Технохозе Витек. Инвестицијата е вредна 11 милиони евра. Ќе се отворат нови 150 работни места. Оваа инвестиција за 3 пати ќе го зголеми извозот. Италијанскиот инвеститор Технохозе отвори нова фабрика во Бунарџик. Инвестиција вредна 11 милиони евра. Во новиот производствен капацитет ќе се произведуваат хидраулични спојки. Производството ќе биде наменето за пазарите во Европа и Русија. Оваа нова инвестиција ќе вработи повеќе од 150 лица, а за 3 пати повеќе ќе биде зголемен извозот. Ова е една потврда дека во Македонија компанијата нашла плодна почва за инвестирање и со ова истовремено зоната во Скопје представува еден предпознатлив бренд за странските инвеститори. Новиот објект е на површина од 12.000 метри квадратни и е 3 пати поголем од веќе постоечкиот, рече директорот на компанијата Антонио Ветило. Нашата прва инвестиција во Македонија беше во 2011 година. Почнавме со 5 милиони евра и со над 30 вработувања. Сега отвараме нов капацитет и нови 150 вработувања. Ова е втора фаза од нашата инвестиција овде. Според премиерот Груевски, недобрите успеваат и во време на економска криза. Джонсон Контролс пред 4 години реши да реинвестира. Джонсон Мети пред 2 години, а за само 12 месеци тоа реши да го направи италијанската Технохозе, рече Груевски. Тоа јасно говори за задоволството на странските инвеститори со бизнис климата во Македонија, со условите кои ги нудиме, со партнерскиот однос кои со ни го градиме и со сите останати фактори кои предонесуваат една фирма да одлучи да реинвестира и да го зголеми своето производство, меѓу кои се разбира еден од клучните фактори е успешноста на самиот менеджмент тим на компанијата во пласманот на своите производи. Вице-премиерот за економски прашања Пешевски рече дека оваа инвестиција е уште еден доказ дека бизнис климата и сето она што го нуди владата за инвеститорите функционира. Македонија е местото каде што може да се отвори добра фабрика, рече Пешевски. Во Бунарџик функционира Джонсон Контролс, Джонсон Мети, Кемет, Ван Хул, Технохозе и Продис.